5 минути пополна го имаме и новороденчето во новата година во Кавадарци. Директоре, како помина оваа ноќ? Овака сакам да ве известам дека во денешниот ден, 5 минути после полноќ, во нашето гинеколошко акушерско оделение се роди живо и здраво женско бебе. Со царски рез е извршено породувањето. Повеќе информации за текот на царскиот рез ќе ви каже докторката Адела Поп-Стефанија, која што го изврши раѓањето. Мајката и бебето се во добра општа состојба. Јас на родителите им ја честитам новата рожба, а на новороденчето му посакувам среќно и безгрижно детство. Инаку статистички минатата година ја завршивме со 320 раѓања на нашето оделение. Впечатливо е тоа дека 188 се извршени спонтани породувања, а останатите се со царски рез. Важно е да се напомене дека бројот на прегледи, интервенции, гинеколошки операции и покрај состојбата со ковид пандемијата на нашето гинеколошко акушерско оделение овој тип на интервенции ја изминавме годината со зголемен, скоро двоен обем, и тоа е за поздравување, благодарение на високостручната експертиза и залагањето на колегите од гинеколошко-акушерската клиника, кои континуирано се кај нас, веќе е 4-та година, и за тоа сум им многу благодарен. Затоа што покажавме уште еднаш и докажавме дека доколку се сака може здравствените услуги и поголемата здравствена заштита, повисоко ниво на здравствена заштита на нашите граѓани да го добијат во местото на живење кај што живеат, а не да патуваат по другите центри во државата. Користам и приликата да од моје лично име и од име на вработените во нашата институција им ви честитам новогодишните и божичните празници на сите наши граѓани, на сите наши кавадарчани и да им посакам многу здравје и среќа. Уште едно прашање, како помина новогодишната ноќ во другиот дел на ЈЗУ општа болница? Новогодишната ноќ и во нашиот оддел за брза помош и во ургентниот центар синоќ помина одлично, значи многу мирно, немавме посериозни интервенции, така да сите прегледи беа од хронична природа. И тоа е за поздравување и сметам дека е благодарение на високата одговорност и свест на нашите граѓани. Докторке Поп-Стефанија, еве кажете ни како помина породувањето на првото новороденче во 2022. Во 2022 првото новороденче е родено во 00:05 минути, со тоа што мајката е 25 годишна првородка, која што беше примена претходниот ден, значи на 31-ви, заради тоа што се работеше за релативна мајка која што имаше мерки кои што одеа во прилог на тоа дека не може да имаме спонтано породување, иако беше воденикот претходно прснат, значи, така што како диспропорција фетопелвина е завршена со плод 3750 со 53 сантими, апгар скор 9-10, значи мајката и бебето се во добра кондиција. Во однос на тоа, првото ни е женско и дај Боже годината да биде плодна. Значи, лично од моје име и од страна на колегата Јовчевски, како и од сите лекари кои што доаѓаме во Кавадарци, мора да кажеме дека од страна на целата гинеколошка акушерска клиника и тимот кој што доаѓа во Кавадарци, огромна благодарност кон директорот кој што секогаш ни излегува во пресред на сите наши желби и ни помага максимално во дадениот момент да оствариме и да го направиме јавното секундарно ниво, да го направиме како терциерното. Градоначалниче, традиционално, како прв човек на општината во име на граѓаните, сте во посета на гинеколошко-акушерското оделение, да честитате на новороденчето, секако и на мајката. Така, традиционално, како што кажавте, секоја година, еве и оваа година имаме радост. Како што кажа лекариве, 00:05 имаме женско новородено дете. Викаме честита рожбата, да е здраво и живо, нас да не е среќна нова година. Би се надоврзал на тоа што и директорот го спомна со 320 породувања во општина Кавадарци со поголем број на прегледи во гинеколошко-акушерски оддел. Нивото на ова општа болница со проширена дејност е доста дигнато во делот на акушерството и гинекологијата. Тоа, како што кажа и директорот, ги охрабруваме граѓаните да го користат јавното здравје, затоа што ќе имаме колеги кои што доаѓаат од клиничката болница, клиничкиот центар, врвни луѓе кои што си ја знаат својата професија и мислам дека третманот, поготово во делот на породувањето, знаеме сите кога чекаме новороденце дека е најубавиот момент во животот. Ми посакала секој да му се исполни секоја желба
и ова 22 година да имаме повеќе породување, да имаме повеќе здрави деца и нормално да општината се развива во прав правец.